Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Овде имаме една фотографија на која што навистина може да се види нешто интересно. Преполна трибина на Скопскиот хиподром во Маџари, се одржува една трка во прескокнување на пречки. Конјичкиот спорт датира од минатите времења, уште во овие наши простори, уште таму некаде Првата светска војна, кога се одржува надпревари меѓу селата, оние познати надпревари со селски коњи. Потоа, во тие надпревари учествуваше и така наречената кавалерија, тоа беше еден дел од армиските структури на тие времења, а и подоцна. Меѓутоа, вистинскиот развој конјичкиот спорт кај нас го доживува некаде по 50-тите години, кога беше формиран конјичкиот клуб Илинден во 1952 година, а во тој период почна да се изградува и Скопскиот хиподром во Маџари, кој подоцна стана еден од најубавите и најпривлечни хиподроми во поранешната држава. Токму изградбата на хиподромот, формирањето на клубот беа причина многу млади деца од Скопје, момчиња и девојчина да се зачленат во Илинден и да ги почнат своите конјички активности. Еден од првите конјаници, а инаку мора да кажам дека тие џокеите на времето беа многу популарни меѓу нас младите во тоа време и просто им завидувавме кога ќе ги видевме, ова е тој јавачот, оди секој ден со конј таму низ паркот, а инаку стациониран клубот беше таму во, го викавме, третиот дел од паркот, зад оној музеј рибни, го викавме исто така рибни музеј, а зад него беше конјушницата, така ја викавме, таа зграда, тој објект каде што ги чуваа конјите, прво на армијата, а потоа и од клубот Илинден. Ова е вака мала предисторија за конјичкиот спорт кој својот расуд го имаше во средината од 50-тите години, па се наваму. И интересно е дека тогаш, а и сега се одржуваат надпревари и тука треба да им се честита на работниците во конјичкиот спорт, се одржуваат надпревари традиционални, ги има 3, кои и покрај од време на време многуте натрупани проблеми и тешкоти, сепак собираа сили и ги организираат тие надпревари, посветени најнапред на 1 мај, потоа на Илинден, па на 11 октомври, а во меѓувреме нормално имаше и други надпревари во рамките од шампионатот на Македонија, во минатото и шампионатот на Југославија, а колку беше квалитетен и привлечен хиподромот, говори што на него се одржаа и 3 државни првенства на поранешна Југославија. Ова беше воведот за конјичкиот спорт и веднаш да ви го представам овој конјаник од времето, пред оваа преполна трибина. Сега овде заедно ќе разговараме за неговата кариера. Тој е еден од пионерите на овој спорт во нашата држава. Станува збор за Љупчо Пупаковски, човек кого го познавам од минатото, со кого соработувавме уште кога бе во Нова Македонија, таму во 60-тите години, потоа во телевизија, потоа првите снимки, првите директни преноси. Мора да кажам дека не бев јас првиот што ги пренесував конјичките трки, пред мене покојниот Никола Солдатов ги пренесуваше и има една интересна епизода од неговите преноси. Би вика, Зокија, стартуваа 10 коњи, пристигнаа 6-4 без јавачи, не знам дали пласварот се света или не, коњот помина низ целта. И така има многу интересни работи врзани за овој спорт, па сега ево Љупчо е тука, тој ќе ни раскаже преку својата историја практично и развојот на конјичкиот спорт во Македонија, затоа што беше меѓу првите заедно со познатиот
доктор Јоцко Наумовски, човек кој целосно и покрај тоа што е врвен кардиолог, е посветен на конјичкиот спорт и во секој момент е готов да помогне, па и денеска ми се чини дека доаѓа тамо на хиподромот и јава. Љупчо, кога беа твоите почетоци и како дојде ти во конјичкиот спорт? Реков дека во минатото ние одевме во други спортови и вам ви завидувавме што сте конјаници, јас отидов во атлетиката, другарите во фудбал, ракомет, това ти отиде во конјичкиот спорт. Како? Па добро, прво, благодарен сум што цела оваа историја кажа баш како што е и ова што ме праша, значи, се доселивме на Водно, инаку да не ширам тој дел, живеевме во центар на Скопје, татко ми командир беше во пожарната и после нешто го напредија, имавме тамо голем стан и купил куќа на Водно. И сега тамо кај што живеевме на Водно, тоа беше некаде 57 година, имаше овие наши брски планински кончиња, еден човек носеше млеко и други работи низ. Да, разнесува тогаш со коње. Што е приказка. И ние деца тука, неколку комши, ќе фатеме коњите и му одврземе нозете и трчаме тука кај школата, уште не беше направено, тоа беше нива така. А ние беме одмор на школата и уште сме тамо. И тоа ми муабетот, значи, тоа ми беше, што ви кажат, прв контакт со коњ. Значи, иницијална каписла тој коњот што разнесуваше млеко. Тоа секој лето се дешаваше. Имаше одејќи низ улици низ Скопје на плажа, летно време и така натака. Видовме со еден миле мој комшија, убава патрола, војник, јавач цивил, војник и понив. Ова што преска кажа, до третиот дел на паркот, во книжницата. И така почнав да одам редовно. И ако не прима одма овакво член да станеш, треба да покажеш малце знаење, те бива, не те бива. Така да година дена бев овакво јавав, меѓутоа без членска книжка. Разбирате? Не беше сигурен дека ќе продолжиш и ќе бидеш јавач и дека целиот живот потоци ќе го посветиш на овој спорт. Овој дел, ако зборуваме од почеток, ако покажем оваа слика, например, видите. А ова е многу интересна слика, навистина малечка е. Ова е една фотографија кај што си буквално без опрема, изгледа од плажа на коњ. Тоа сакав да дадам, значи, како спартанци, дека од млади нозе тамо. Се сеќавам, го спомнав Јоцко Наумовски. Јоцко е по генерација, тука сме меѓутоа постаре член цела една година и повеќе од мене во клубот, при мен. Тогаш можеби имаше 8 години. Јас сум 47, он мислам 50, али беше храбар и ујаваше коњ еден се викаше Гидран. Ако го пипнеш на сапите позади, чифта. Фрла. И сега, ние тоа не сме го доживеале во ова. И секојаш вика, пази тој коњ да те не те бутне, да не те направи беља. Меѓутоа, ја упорно, како што ќе кажеше Мики, се викаше тренерот, го услушав и убаво поминуваа тренерите и ја после почнав да правам чалам како Јоцко, кога ќе дојдеше некој нов. Ќе отчеше на коња на сапи да чифта. Имаше некоја незгода тогаш во првите
месеци од тренинзите да паднеш од конј, да Па има, како не... да се разочараш и да Знаеш речеш, како велат? Не, опасен спорт. тоа не. Да. Нормално. Вела дека од кој не паднал само тој што не седнал на него. Иначе нема без паѓање нема. Поготово кој ќе почне да се скока препони, она непослушноста, рефис се вика. Ако станеш пред него, например, он оди лево, ти десно, паѓаш. Ме разбирате? Така да тоа на секој се дешава во јавањето, меѓутоа ипак тоа спорт е, што ви кажа, треба да имаш храброст да продолжиш. Кога почна да се надпреваруваш ти? Па точно ми се чини да 61 година, 62 тука званични надпревари што беа 63 од шталата, тамо одевме на хиподром. Некојаш и за припреми ќе отидевме за тренинзи тамо, пошто хиподром, кој што рековте, преска беше многу добар, сите услови ги има за конјички спорт. А вие како клуб Ми не беше формиран 52, прво бевте вамо стационирани, потоа дојдовте на хиподромот и ден денеска тамо е шталата. Да, па тоа сакав да кажам, дека ние практично на хиподром дојдовме после земјотресот. Би било добро да се спомне дури и поплавата тамо, ова што дека ме праша кога се надпреварите први. Значи до 63-та тамо бевме со коњите, а одевме на надпревари во хиподромот. Инаку поплавата кога беше ние деца, ова што спомна со помагање и така натака од деца, значи сме ги гледале коњите, сме пазели на нив. Од школа, ке излезеш по плавата, сеќам 62 година, негде новембар месец. И трчаш само да видиш. Сите тамо наредени покрај бедемот, знаеш, на вовчето кај што одеше, стапчиња ставаме да видиме дали ќе префрли водата, да ги вадиме коњите од штала. Сме Имавте среќа, него зафати. Него зафати, да, си истори тука кај езерце. Насипот заштити и отиде водата. Ето така. Исто така и за време земјотресот. И после тоа Да. почнуваш да се надпреваруваш, значи 61, 62 резултати некој имаше тогаш на републичките првенства. Па има. Тогаш учествувавте и на најзабележено ми беше практично државните првенства. Да. 62 година беше. Тогаш во Македонија, вака малку историјата да кажам дека се до 63-та имаше повеќе клубови во Македонија. Не беше единствен Илинден. Имаше и во Битола, во Прилеп, на хиподромот има одржувано и претходно републички првенства, да. Дури и со сулки, има оние касачки трки што се. Да. Скокања, галопски трки и така натаму. Ова беше, што се вика, фатив при крајот, можеби едно првенство така званично, кај што бев тогаш практично втор, а први беа 20 јавачи од полициската штала. Се сеќавам на овој, како му беше името? Добро, не е битно. Не е битно, да. А што беше тоа? Касач? Не, галопска, препонска трка. Препонска. Значи, на првата препонска, втора Бошко се викаше, тој имаше јаваше кобила лила една и трајче еден бек, а јас со клубскиот кон Јадра. И тоа ми е сеќавање така пријатно. Потоа продолжуваш да се надпреваруваш? Потоа продолжувам, да. И се надпреварував, како да ви кажам, некаде до активно до 80-тите години. Имам вака лично, ако ги одбележувам, шо успеси ми се како јавач на ниво на Југославија.
на Новосадски саем, тој беше традиционален меѓународен конјички турнир, со грлото Враголан бев во првите 6, апсолвирајќи паркур 120-130 висина. Тоа го сметам вака како Поголем успех овој на сојузно ниво. Да. Во Ниш, ако ви кажам, например, тогаш имаше надпревари метар снага скока ги велат и уште постојат. Стигнав до метар и 60 Висина на пречките. Со тоа, со едно познато грло Чачак, и Јоцко го има јавано тој конј Чачак. Тогаш беше, не тогаш и сега, некако транспортот секогаш ви представува проблем за да се оди подалеку негде на надпревар. Во другиве спортови опремата во торбица оди, а вие покрај опремата треба и коњот да се транспортира. На време сме оделе со железница, оние товарни вагони, и се патуваат. До Београд, например, ќе одиш 2-3 дена и така натака. Сега тоа ме интересира и вие во тие возови со товарни вагони или вие ќе стигнете и ги чекате коњите да дојдат со товари? Не, секогаш има она што вика коњоводци со коњите, секогаш има. Да спомнам, во ЖАС работев исто долги години и имавме разбирање, редовно Севелин беа спонзор во транспортот на коњите. Тогаш ви излегува во пресрет? Да. Па дури ни дадоа и возило, еден ФАП. Беше расходено практично, меѓутоа спремен, ремонтиран и така, специјално за превоз ни направи. Прегради, рампа, над него ова, како се вика, за багажник, овие сандаци со опрема, што стаја на села, да. А вие се грижевте за своите коњи или ги именувавте коњите? Например, еднаш Јадран, после Скок, па другиве, или имаше коњушари кои беа задолжени за негата на коњите, затоа што и тие бараат специјална нега. Да. И вакцинации, и лекови, да не речем појачена исхрана. На почетокот ова кога спомнувавме во старата штала, се сеќавам, Релјо беше единствен шталар. Инаку секој се грижи за коњот, котимари, јавачот го чисти и така натаму. Иначе храната и другите работи, негата, умно со хигиената, за ово хигиенски услови што викаме, сепак шталарите ги прават тие работи. Одиме сега натаму со твојата кариера како јавач, кажа две работи. Она трка прва, второ место, потоа Нови Сад меѓу 6, па настапот во Италија, значи 3 работи кажа. Потоа како продолжува твојата кариера овде на наше тло во Македонија? Највпечатлив, што се вели, што ми остави во сеќавање, беше 71 година овде во Скопје. Ова го кажувам пошто не секојдневно беше тоа крајот, што се вика. Освоив 2 први места, беше тромеч, имавме гости од Ниш, од Белград. После надпреварот обично правевме оние банкети, како викаме, има ресторанот на Хиподром. Еден од колегите јавачи, коњот го донесе таму, внатре. Кога почна сите гостите, Враголан шампион, сега ова е, сега од оваа дистанца, ми текнува, може не беше скромна, ама и тоа го достанува. Па добро, и Враголан требаше аплаузи да добие. Еве, баш читам тоа, сакам да те прашам. Хиподром Скопје, 71, 2 први места, во заграда Враголан. Тоа е таа. Ова е таа фотографија. Значи, Враголан беше вака квалитетен конј. Тој беше од... А добро, имаше ли
Сараево специјално коњи за прескоци, за учество во трка со пречки или пак истите ги користевте, например, се сеќавам имаше за овие празници што ги споменав на почетокот и галопски трки. Да. Па така и сме правили, ние, например, као клуб, подолго време бевме единствен клуб и правевме ова што испомнавте надпреварите и секојаш по програмата имаше прво, например, за помладите јавачи касачка трка, викаме под седло, после доаѓаше скокањето и на крај галопската трка. А претходно и волтежирање прекажувавме, лов на столици, имаше игри, например 6-7 коња се вртат во круг и има столица, една помалце. И сега, знаете, судијата што ќе свирне, секој трча да фати столица, да рипне од коњ што се вика на столица. Тоа викаме лов на столици. Тоа беше секогаш меѓу, например, скокањето. И тоа беше интересно, за гледачите. Може би поинтересно тоа да видат кој ќе стигне прв до столицата и така. Тоа сакам да кажем, исто така и галопските трки. Галопските трки беа многу интересни. Некој ги вика, ние ги викавме со индивидуални одгледувачи на коњи или селски трки, она што го правеле и по селата. Меѓутоа, крева народ остануваше до крај и тие трките да ги види. Значи, па добро, тие секој си имаше за некој да навива. Така беа програмите. Тие села беа собрани, кој ќе победи, па после се славеше победата по селата на јавачот и на коњот, нормално. Беа тоа убави времења, интересни. Особено импресионираше хиподромот кога ќе беше полно на трибина едната, па народ, па навивање и така. Па добро, хиподромот се користеше и за други работи, се сеќавам јас. МТВ беше организатор на оние традиционални атлетски кросеви, па завршниците беа претежно таму, бидејќи се собираше многу народ, учесници имаше по 8-9 илјади, автобуси се сеќавам од хиподромот до рампата кај Маđари, наредени што ги носеа децава, тркачите од сите краишта во Македонија да учествуваат во тоа финале. Хиподромот, значи, нудеше добри услови за еден таков масовен надпревар, иако беше специјално изграден токму за тие конјички надпревари. Па ајде да се подсетиме на некој надпревар, така организиран по повод 1. мај, Илинден, 11. октомври, вака некој твое доживување, некоја случка. За паѓањето рековме како млад, или што викаш тој што не се качил на кој не падал. Не падал. Па ова што го кажа претходно у тој контекст беше дека останува меморија со тој Враголан кој освоив тие две први места. Инаку има, како да кажам сега, многу Ај на некој кога си очекувал да бидеш прв, а не си бил. Или си отишол како аутсайдер и си победил. Да, има такво кај што сум си собрал, сум очекувал да бидам прв, она што го зборував преска за паѓање, коњот. Јас сигурен, застанува, паѓа и одма си исклучен. Земаш капата коњот. Надвор.